Почитувани граѓани, владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и премиерот Зоран Заев, продолжува со вистинска грижа за граѓаните, за работниците, за компаниите, за економијата. Започнува реализацијата на петтиот пакет економски мерки наменет за граѓаните, за стабилна и развојна македонска економија, како и подобрување на ликвидноста на целокупното стопанство. Овој нов петти пакет економски мерки содржи 29 мерки во вредност од 160 милиони евра. Една од целите е да дојдеме до познатите за нас стапки на економски раст помеѓу 4 и 5%, каков што впрочем имавме пред пандемијата со COVID-19 вирусот. Мерките, почитувани граѓани, се донесени низ инклузивен пристап и во партнерство со сите засегнати страни. А кај повеќето од мерките е предвидено поддршката да трае до крајот на 2021 година, со цел да имаат поголемо влијание врз економијата низ цела оваа година. Мерките се распределени во 4 главни столбови и тоа: директна финансиска поддршка за компаниите за да се задржат работните места во секторите туризам, занаетчиство, угостителство, транспорт, индустрија за организација на настани. Финансиска поддршка за ликвидноста на приватниот сектор преку бескаматни кредити за задржување и зголемување на бројот на вработени. Креирање поповолно деловно обкружување со системско редефинирање на царинскиот тарифник, намалување на парафискалните давачки, даночно олеснување и одложување кај неколку јавни давачки. И четвртиот столб – директно поддршка кон граѓаните. И овој пакет мерки, исто како и претходните 4, имаат за цел да спаси што повеќе работни места, но истовремено и да ја раздвижи економијата, да биде подинамична и да биде поконкурентна. Затоа прва мерка е финансиска поддршка на плати за вработените во висина од 1 милиарда и 920 милиони денари со опфат од околу 60.000 работници на месечно ниво. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку институциите кои ги води покажа максимална грижа за здравието на граѓаните, но и за работата на компаниите, за платите на работниците, за зачувување на работните места. Ја одржавме економијата витална и успеавме. Најтешкото веќе е позади нас. Продолжуваме со развојна компонента за раст и развој на нашата македонска економија. Благодарам.